Повеќе од 2 часа валандовчани го блокираа патот на излезот од градот на раскрсницата што води кон Скопје и Гевгелија. Поставија возила и транспаренти и извикуваа стоп за рудниците, слушнете го гласот на народот. Пораки упатени кон локалната власт во Валандово, која повеќе месеци го оспорува распишувањето на референдум за рудникот Казандол. Денешните блокади се знак на револт кон председателката на Советот Јасминка Сечкова, која што не свика седница на Совет за распишување референдум, иако веќе неколку денови се предадени потребните потписи. Вчера добивме известување од председателката на Советот дека ќе ги запази законските рокови за распишување на референдум. Тој законски рок предвидува 60 дена. Значи, може да распише, да се свика седница денес, утре и на 59-тиот ден. Ние сакаме во најбрз можен период да биде свикана седницата и да ги фатиме датумите 9 јули или 16, за да има што побрзо референдум, да не дојде, тука не е Казандол, да не дојде до отпочнување со работа на тој рудник. На блокадите се придружија и граѓанските активисти од Богданци, кои во неделата речиси едногласно гласаа против работата на рудникот Казандол. Во ова зло сме сите заедно, не само ние, туку и Дојран, за жал денеска ги нема. Но ние дојдовме да изразиме поддршка на валандовчани во нивната праведна борба за распишување на референдум. Не ми е јасно зошто овој референдум не се распиша, па граѓаните да одлучат онака како ќе одлучат. Инаку ова иницијатива е окей, добра е. Сега ќе извинат тие што се наоѓаат затекнати од ова, но очигледно колегите, така да ги наречем од Валандово, не најдоа разбирање кај општинските власти, па мораат вака порадикално да одлучуваат, тоест да преземаат вакви потеси. Председателката на Советот на Валандово вели дека ќе го почитува законскиот рок од 30 дена и ќе постапи по барањето на иницијативата Спас за Валандово, доставено минатиот петок. Сечкова изјави дека дополнително ќе чека толкување за понатамошно постапување по прашањето за распишување на референдум од Инспекторатот на Министерството за локална самоуправа.